едноставно властите римски да го затворат. 22 глава ќе ја прочитам, има неколку дела. Првиот дел вели вака: И одговарајќи Исус, пак им говореше во параболи и рече: Царството небесно прилега на човек, цар, кој направи свадба на сина си и ги испрати своите слуги да ги повикаат поканетите на свадбата, а тие не ќе да дојдат. Потоа испрати други слуги и им рече: Кажете им на поканетите: ете, приготвив јадење, јунците мои и се што е угоено се е заклано и се е готово. Дојдете на свадбата. Но тие не сакаа да знаат за тоа, а си отидоа, кој на нива, кој по трговија. А некој пак ги фатија неговите слуги, ги исмеја и ги убија. Штом чу за тоа царот, се налути, испрати своја војска и ги погуби убијците и им го изгоре нивниот град. Тогаш им рече на слугите своји: Свадбата е готова, но поканетите не беа достојни. Зато одете по раскрсниците и колку души ќе најдете, поканете ги на свадбата. И како излегоа слугите на раскрсниците, ги собраа сите што ги најдоа, и лоши, и добри, и се наполни свадбениот дом со гости. Кога влезе пак царот да ги види гостите, забележи еден необлечен во свадбени алишта. Па му рече: Пријателе, како влезе овде, необлечен во свадбена руба? А тој молчеше. Тогаш царот им рече на слугите: Врзете му ги рацете и нозете, земете го и фрлете го во крајна темнина, таму ќе биде плач и крцкање со заби. Зашто мнозина се поканети, а малцина се избрани. Многу пати се случува, како што почну овој текст, самиот прв стих од 22 глава, Христос одговара. Нигде не може да сретнеме дека некој на Христос сега во овој момент и во овој контекст дека му постави прашање. Нема такви луѓе, иако има многумина околу него, само што заврши со претходната парабола, продолжува да одговара со нешто ново, и тоа ново е, кажува некоја парабола за цар кој се приготвува да прави свадба на својот син. Интересното е што треба да имаме во предвид дека многу пати Христос даваше одговори, а луѓето воопшто не поставуваа прашање. Треба да имаме во предвид дека Христос си беше 100% Бог и 100% човек. Христос многу пати, како и овој сега случај овдека, ги знаеше мислите на луѓето. Не секој пат луѓето, многу често и ние, поставуваме прашања и јасно и гласно, што нас не интересира. Многу пати имаме мисли кои се многу поважни, но дали поради околностите, многу ретко ги поставуваме. Христос знаеше што народот во тој момент размислува и што всушност најповеќе го интересира од претходната парабола. Народот во себе постојано поставуваше едно единствено прашање. Ако ниту еден од нашиве не заслужува да влезе во Божјото царство, кој тогаш ќе биде во Божјото царство? Царот, ако нема поданици, царот, ако нема своји луѓе, како ќе царува? Луѓето токму тоа овдека ги интересираш. Ја слушнаа параболата и си вика овој човек во царството, кои луѓе ќе влезат, на кого ќе им служи и кои ќе бидат сите заедно. И Христос вели затоа одговара и продолжува со парабола за цар кој се подготвува да направи свадба за својот син. Не знам колку мина од тука правеле свадба, но јас се сеќавам тука и сватот и сваќата. Кога правевме подготовки за свадбата за Бојан и за Тина, правевме долго време подготовки. Повеќето блиски знаева дека ќе има свадба, меѓутоа
се уште не знаевме точно кој месец ќе се случи, каде ќе се случи, која недела уште поточно свадбата ќе биде. Истото ова се случува овдека во овој текст, кој може да видиме дека луѓето беа подготвени и знаева дека ќе има свадба. И подготовките за таа свадба се правеле многу одамна и таму не знаева кога ќе биде точниот ден, точниот датум на таа свадба. Текстот вели дека царот испратил своји слуги за да ги поканат гостите за да дојдат на свадба, и ни се вели дека гостите воопшто не биле заинтересирани за свадбата. Многу е тешко да правите еден список за свадба и да поминете да однесете покани на тие кои што сакате, да ја споделите таа, би рекол, голема заедничка, семејна, пријателска радост. Многу пати од кога ќе се поделат поканите, се почесто прашуваме дали со сигурност ќе дојде на таа прослава. Ја не знам како би се почувствувал голем дел, да речем, од луѓето кои што сакате да ги поканите на свадба, воопшто да не дојдат на свадбата. Овдека текстот вели дека просто не беа заинтересирани за свадбата. Понатака вели повторно испрати други слуги да им кажат дека свадбата веќе е при крај, дека заклани се сите телиња, дека секако што треба да изгледа една богата свадба, дека се е подготвено и да дојдат луѓето на свадбата за да се направи една заедничка веселба. Овие втори слуги кои што ги поканива по втор пат луѓето веќе да дојдат, дека свадбата е при крај и ќе се случи, текстот ни вели некако првите дека не биле заинтересирани. Просто имала поважни работи, едните отидоа велат на нивите, а другите отишле по трговија. Толку многу се разлутил царот, што вели сите нив им го изруши и градот и самите луѓе ги сотре. Од голема лутина, од толку многу подготовки, од толку многу големи припреми, од толку голема радост да сите заедно да ја прослава таа свадба, никој не дојде на свадбата. И повторно наредува на други слуги, вели излезете по раскрсниците и соберете кого се ќе најдете по раскрсниците. Ама дали се добри, дали се лоши, дали се богати, дали се сиромаси, не е важно. Кого ќе најдете, поканете, нека дојдат на свадбата. Така и направиле слугите, така и се случила големата веселба, така и се случило големата свадба. Царот вели текстот дека од кога отпочнала свадбата, дошол на свадбата да се види со гостите. Од толку многу гости поканети. Само еден го приметил и му запнал во окото, отишол кај него. И тоа со зборовите му рекол: пријателе, многу зборчето пријателе има голема доза на сарказам. Од каде ти од толку многу луѓе овдека, од кај ти се појави овде на свадбата, а уште не си облечен во свечани свадбарски алишта. И може да видиме дека тој гостин ништо не одговори. Просто премолчал и немал што да одговори на царот. Царот наредил, вика, да се врзе за рацете и за носете и да се фрли во темнината, каде што ќе биде плач и крцкање со зави. Ова е вака истиот текст што го прочитав пред малку, прераскажан со мои зборови. Кој е царот? Царот си е Бог.
во оваа прича, во оваа парабола. Свадбата ја спрема за неговиот еднороден син, тој е Исус Христос. Самата свадба, самата веселба, тоа е Словото. Тоа е добрата вест. Ние со пасторот во средите работевме што е добрата вест. Зошто добрата вест е добра вест? Зошто причинува толку голема радост добрата вест? Зошто причинува толку голема и внатрешна и надворешна радост што се споредува со една свадба? Првите слуги кои што биле пратени од Бог, тоа се старозаветните пророци. На старозаветните пророци во тој цел период луѓето воопшто не биле заинтересирани. Еврејскиот народ кој што беше избран од Бог народ, да сите ние до денеска преку нив дојдеме до добрата вест, преку нив ја добиеме поканата и да дојдеме на свадбата, и сите заедно да се радуваме, просто не беа заинтересирани за тоа што им го кажуваа старите, во Стариот Завет, старозаветните пророци. Текстот вели повторно испрати други слуги. Другите слуги се апостолите, кои што говорева насекаде, почнувајќи од Јудеја. Во тој период, кога евангелизирале апостолите, луѓето вика тога едните си одева на нивите, другите си одева по трговија. Ние говоревме каков е економскиот, каков е политичкиот, финансискиот аспект во првиот век во тоа време во Мала Азија. Луѓето или живееле од нива, или живееле од трговија, од рибарство. Луѓето нема разлика, иако овој текст што толку многу ме воодушевува, е пишуван повеќе од 2000 години. Нема голема разлика ниту денеска. Секој еден од нас или многу често говориме како да евангелизираме, како да дојдеме до нови луѓе, како да им ја кажеме добрата вест на луѓето кои што талкаат во овој свет, да дојдат до Христос, да дојдат до спасение, да дојдат до вечен живот. Луѓето не се заинтересирани, едноставно не се заинтересирани, како што говори текстот уште кај старозаветните пророци. Апостолите вели отидова на своите ниви. Нивата, асоциацијата на земја, има еден подлабок контекст, земјата како земни работи, кои што и ден денеска многу повеќе оддаваме важност и многу повеќе не привлекуваат земните работи. Подземни работи не се само ниви, подземни работи не се само станови, не се само куќи. Се ни е поважно отколку добрата вест, отколку радоста да дојдеме секоја една недела, за нас е ова свадба. Другата група на луѓе вика нема многу, 2 се, или се поземни работи, заинтересирани, или се дадени по трговија. Трговијата се материјалните добра на овој свет. Сите се во една голема потрага по пари. Сите се заинтересирани колку може повеќе да се направи добар бизнис, да се заработат пари, да се натрупаат што може повеќе блага на оваа земја денеска. Апсолутно никаква разлика, а период од 2000 години. Многу од апостолите имаа многу тешка смрт. Се исмејуваа со нив во времето кога живеева и многумина од нив завршива со многу трагична, би рекол, смрт. Царот, Бог толку многу се наљути да 70-тите години го разруши и храмот, и Римската империја, и сите луѓе.
Новите кои што дојдова, слуги негови, кој вели одете по раскрсниците и приберете било кој. Ние би рекол дека припаѓаме на тие луѓе, собрани од раскрсниците. Евреите не сија извршија улогата за која што беа повикани. Свадбата се наполни со луѓе, вели, кои што ниту беа добри, ниту беа богати, ниту беа важни или видни во тоа време. Најобичните луѓе. Може би и до ден денеска се прашувам која е причината да еврејскиот народ кој што беше избран од Бог да не си ја изврши таа улога. Каде погреши еврејскиот народ? Свадбата се наполни. Премногу луѓе. И денеска христијанството како религија е една од најраспространетите религии на земјината топка. И денеска, на денешнава наша свадба, би рекол, неделна, и тогаш царот кога дошол на свадбата. И денеска ја многу пати милувам да кажам дека не сите ако одат во црква се верни луѓе. Не сите ако одат во црква се посветени луѓе. И можеби најстрашното е дека не сите кои што ги практикуваат овие нешта во својот живот и одат во црква, значи дека се спасени и дека еден ден ќе отидат во рајот. Бог од толку многу луѓе на свадбата, еден го препозна. Единствен. И отиде кај него и му кажа пријател. И пред малку рекол со многу голем сарказам. Никакви пријатели не се. Не се ни познаваат, затоа и му вика пријателе. Како воопшто влезе овдека без свадбарски облек? Говоревме во 12 глава дека само еден сегмент во Библијата ни се дадени многу параметри преку кои што можеме да се препознаваме кој на кое ниво е. Ние ќе видиме и овдека на крајот на оваа книга 26, 27, 28 глава дека Христос во ова го нарекувам упатство на нашиот живот, Светото Писмо, ни дава многу параметри кај што можеме едни со други да се препознаваме. Како ќе наближува времето, како ќе завршува овој земен живот, се повеќе ќе видиме ќе се јавуваат, словото ни вели, лажни Христоси. Но вие преку обучување и преку изучување надградувајте се за да не бидете утре излажани, за да не бидете прелажани. Бог, иако имаше многу луѓе покането на свадбата, иако ниту еден условно непознат, земени од улиците, вели текстот, Бог еден единствен го препозна и дојде кај него. Дека нема да бидеш на Христовата свадба, да бидеш во црквата, и тогаш и денес. Не може да немаш, што се вели, внатрешна радост, која што блика од сите страни од тебе. Не може да бидеш привлечен од Христос, не може да бидеш спасен и да немаш таква внатрешна радост, која што ќе се одразува надвор и ќе немаш една, како што вели, свадбена облека на тебе, едно свадбено ру. Колку и да има луѓе, каде и да се тие луѓе, вистинските верни луѓе ги препознаваат, како што Бог го препозна овој човек. И веднаш нареди, вели текстот, му ставила
лисици, му ги врзаа рацете и нозете и го фрлија во јама кај што ќе е плач и крцкање со зави. Жално е, би рекол, и за една и единствена душа која што имале многу можности, би рекол. Од секој пат Бог дава многу можности. Кога ќе дојде денот, секој еден од нас кога ќе застане пред Христос, ќе биде токму како овој човек кој го прашува зошто немаш свадбарска облека. Ништо не одговори. Не кажа дојдов на свадба, ама не ми дадоа облека, ама многу касно разбрав, многу доцна ми ја донесова поканата, нема време да се приготвам. Ниту еден збор не изустил. Истото ќе биде со секој еден што ќе застане пред Христос. Нема да има ниту најмала причина со која што ќе може да каже дека не чу, дека не му било кажано. Нема да постои таков човек. Текстот продолжува со еден втор дел. Тука се присутни, како што реков, фарисеите, и вика тогаш фарисеите отидоа и се договорија како да го фатат во некој збор. И ги испраќаа при него своите ученици, заедно со некои родовци, говорејќи: Учителе, знаеме дека си правичен и навистина ги учиш луѓето на патот Божи и не се боиш ни од кого, зашто не гледаш кој е кој. Затоа кажи ни, како ти се чини? Треба ли да се дава данок на царот или не? Но Исус го разбра лукавството нивно и рече: Што ме искушувате, лицемери? Покажете ми една даночна пара. Тие му донесо еден динари и им рече: Чија овој лик на надписот? Тие одговорија: На царот. Тогаш им рече: Подајте го царевото на царот, а Божјото на Бога. И штом го чуа тоа, тие се зачудија и оставајќи го, си отидоа. Фарисеите, би рекол, се луѓе кои ниту се трудат, ниту па имат некаков афинитет да променат нешто кај себе. Имаат една единствена цел да се конфронтираат со Исус, имаат една единствена цел како да го насамарат. Најпросто кажано, како да го затворат. И сега гледаме, вика, слушаа се одоколу. Што се случува? Учествуваа во разговорите со Исус и повторно имаат некаков план како да го насамарат. Овој пат ги пуштаат своите ученици. Од две причини. Фарисеите прво се препознатли по нивната надворешна облека, како се облечени. Второ, веќе толку долго време се во конфронтација со Исус и сега ги пуштаат нивните ученици. Како луѓе кои што се од обичниот народ, како луѓе кои што се тука меѓу толпата, да прашаат нешто што сушност да прават со давањето на даноците. И не сами, него ги пуштаат тука велат со родовците. И родовците се една група на луѓе или секта, кога Ирод се зацарува во Јудеја, тие се луѓе кои што биле на определени значајни позиции и баш политички си ги задржале своите позиции и не толку тврдо стоеле ниту во својата вера, него се прилагодувале према политичките настани само за да си ја задржат позиција. И ги нарекле и родовци. Спротивни едни на други, но во интерес за да го фатат Христос, ги пуштаат учениците заедно. Имаат заеднички план, имаат заедничко прашање, што да направат со давањето на данок.
И уште толку е, како што Христос им вели, стварно се лукави. Прво му велат на Христос дека ние толку многу сме одушевени од тебе. Ти, кој што нема страф нити од Ирод, нити од римската власт, од никого. Ти што имаш на ум, ти го кажуваш тоа. Многу си правичен. Многу работите ги тераш најисправно што може да биде. Затоа дојдовме кај тебе да те помолиме и да те прашаме да ни дадеш одговор. Што да правиме ние сега? Да плаќаме ли данок на власта на Ирод или да не плаќа? Христос знае им вика, лицемери. Лицемери. Очекува, ако каже, плаќајте, мора да плаќате, ќе се дигнева, луѓето ќе се дигнеа како да плаќаме даноци, нели се тоа светски пари, нели е тоа светска власт. Ако кажеше немој да плаќате, ќе се јаве и родовците како го подбуцнуваш народот и целата толпа тука те слуша да не се плаќа данок. Христос им вели, дајте ми една монета, дајте ми да видам од парите. Многу е интересно што кога говорев и за смоквата, и овдека се гледа дека Христос во себе никој пат не носел пари. И овде им вели, дајте ми да видам зашо станува збор, каква пара имат. Овде ни се потврдува од претходната глава дека ги разбрка од храмот, именувачите и трговците, па они вика излегово отидова да најдат и да земат пара. И му донесува на Христос 1 денари. Христос вели, чиј е овој лик на парата? И чив е подписот? Ако е ликот и подписот на царот, тогаш дајте го тоа на царот. Во оригиналниот текст поинакви се самите зборови, структурата на самите зборови и самата етимологија. Првиот пат кога го прашуваат Христос дали да даваме пари, во вториот дел Христос кој им одговара, Христос не вели давајте или плаќајте, Христос вели оваа пара вратете на царот. Бидејќи има царски лик, бидејќи има подпис на царот, вратете му ја нему. А Божјото дајте го на Бога. Повеќето знаат, мојата сопруга работи во Народна банка и малку за сиве овие години ме запознала околу таа монетарна политика, би рекол. Секоја држава си прави своја пара. Кај нас е денарот. Секоја држава тоа го прави за нас, граѓаните, да ни помогне, за да можеме плати да примаме пензии, да може да пазаруваме, да водиме трговија. Истото се случувало и таму. Царот ковал негови пари, со негов лик, со негов подпис. Тие пари си се на царот, овие денешни денари си ги прибира Народна банка на Република Македонија, она е подписник, она има печат, она има подпис на гувернер. Тие пари они си ги контролираат. Така да Христос многу мудро им вели дека овој лик, овој подпис, ова се, давајте го тој што го издал. Тие се пари на царот. Така да вратете му ги, него му припаѓаат. Меѓутоа, многу е интересен зборот овдека она што е Божјо. Што е тоа Божјо што ние треба да вратиме на Бог? Сите ние сме духовни суштества. Сите ние, Библијата почнува, нели, вдах на дух и стана жива душа. Имаме нешто многу повеќе од пари кое што не е наше. Тоа е Божјото. И тоа Божјо треба секој пат да си се врати на Бога. Колку секој еден од нас успеваме да го направиме тоа,
колку секој еден од нас ја чувствува, би рекол, тој е еден природен, вграден код, чип, како сакате, кој неминовно ве турка на она, би рекол, вечно прашање кој сум јас и од кај сум јас и што барам јас денеска овде и воопшто во овој свет. Би требало секој еден од нас, бидејќи се нарекуваме дека сме христијани, да го даде Божјото. И тоа секојдневно. Кој колку одвојува време за да го враќа Божјото на Бог, секој треба да се праша самиот себе си. Колку одвојуваме време во денот за да го вратиме тоа што е на Бог, треба да се праша секој самиот себе си. Колку одвојуваме време и во каков, би рекол, квалитет го одвојуваме тоа време, па треба секој да се праша самиот себе си. И ќе завршам. Ја имаме ли таа свадбарска, празнична радост? Кажав на почетокот дека тие што правеле свадба, стварно е многу радосен и многу значаен тој чин. Правиш големи подготовки за неколку часа радост и неколку часа весела. Оној кој што е допрен од Господ Исус Христос, тоа е вечна радост. Не можете да бидете Христови, а да не чувствувате радост. Не можеме да бидеме Христови, а да стануваме и да не чувствуваме радост. Не можеме денот да го поминеме, не можеме било што и да работиме во денот, да не го работиме со радост, знаејќи на кого припаѓаме, знаејќи што сме добиле, што направил Христос. Ние овдека, според овој текст, ова случување во храмот е некаде 2-3 дена пред да биде Христос распнат. Така да ја ве поттикнувам да секој си се праша се она што го работиме секојдневно, имаме ли таква една свадбарска радост, имаме ли една, би рекол, внатрешна радост во срцето, во душата и во умот.